Законот за јазици за кој Венецијанската комисија даде мислење да се преиспита, за Заев бил авангарден, но сепак ќе го ревидирале. Премиерот вели дека ќе ја испочитувале комисијата, која во своето мислење предлага да се напушти двојазичноста во судските процеси, како и обврската да се употребува албанскиот јазик во внатрешна и меѓуинституционална комуникација кај администрацијата. Иако законот речиси 1 година е во употреба, дури сега повторно ќе се отвора за евентуални измени. Каде тоа можеме да нарушиме одредени други права и вредности. И е многу прецизна во делот на правосудството. Вели, добро е што се поминува дури и границите на европската употреба на јазиците, но сепак нарушувате одредено право, тоа е правото на еднаква правда, на времена правда и не спречувањето на правдата. Ке се даде конкретно ревидирање од соодветното надлежно министерство, Министерството за правда, со експертите кои што работат заедно на прецизен начин како што тоа Венецијанска комисија го кажува и ќе се пушти во парламентот за негово донесување. За разлика од премиерот Заев, вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи вели дека комисијата го одобрила законот. Венецијанската комисија што туку го одобри извештајот за законот за јазици. Во кратки црти, комисијата нема мандат за уцена на уставноста. Тоа е прашање на земјата. Комисијата ја поздравува пошироката употреба на албанскиот јазик. Комисијата смета дека употребата на двојазичноста во банкнотите и униформите на војската е пракса во неколку земји и не е во спротивност со меѓународните норми. Опозицијата пак децидна. Велат Венецијанската комисија го потврди она за што ВМРО ДПМН не предупредуваше. Вакво законско решение го оптоварува општеството, го оптоварува движењето на документи, особено во судскиот дел, и да биде уште појасно, го потврдува она што ВМРО ДПМН го зборуваше, дека ВМРО ДПМН е за употреба на јазиците, но тоа да биде согласно законските норми. Инаку, Венецијанската комисија во мислењето ги повика властите на Македонија да го преиспитаат законот за употреба на јазиците преку консултации со сите засегнати страни. Венецијанската комисија, додека ја поздравува подготвеноста на властите за подобрување на јазичната состојба на заедниците, таа оценува дека во одредени области новиот закон може да оди премногу далеку со наметнување на јавните институции на нереални правни обврски, особено во врска со употребата на албанскиот јазик во судска постапка, придружено со тешки санкции во случај на непочитување и можност за промена на судските решенија, доколку има недостаток на превод и толкување во текот на постапката. Дали законот за јазици ќе го растори политичкиот брак на СДСМ и ДУИ, и тоа токму во пресрет на парламентарните избори не се знае, но се знае цврстиот став на ДУИ дека законот за јазици мора да остане во употреба.